Да, продолжуваме со емисијата. Тука ја имаме Ана Чоловик-Лешовска, како извршен директор на Центарот за истражување и информирање за животна средина Екосвест. Добре дојдовте во студио 10. Добро ве најдов. Како што најав, ќе зборуваме најмногу за гасификацијата или за тоа што гасификацијата се најавува како решение не само за енергетската стабилност и независност на земјата, туку и како едно еколошко решение кој треба да го подобри квалитетот на животната средина, на воздухот, на околината. Но вие имате едно истражување кое не го кажува баш тоа, или го кажува спротивното, дека гасификацијата и не е толку добро пред се еколошко решение. Зошто е тоа така? Што покажува вашата анализа? Добро, кажавте гасот дека и во минатото беше представувано како едно алтернативно, позитивно решение заради понискиот степен на емисии, заради помал резултат во загадувањето. Но тоа беше едно решение кое требаше кај нас да се случи можеби пред 40 на години. И од тие причини, бидејќи постојано го слушавме истото како реторика дека гасот ќе ги реши проблемите со аерозагадувањето, со снабдувањето со енергија и дека ќе биде ефтин ресурс, ние ја започнавме една анализа, една студија која објавивме на почетокот на оваа година со фокус да ни одговори на две прашања. Едното прашање е колку ќе не чини таа гасификација, бидејќи парите навистина се значени, јавните пари навистина треба да се вложат во јавно добро. И второто прашање беше дали гасот ќе биде решение за домакинствата, бидејќи нели се промовира како решение за загревање. И анализата вели дека и работеа експерти од Унгарија кои се специјализирани токму на оваа тема. Анализата вели дека гасификацијата на Македонија ќе не чини значително повеќе од она што беше планирано првично, значи над милиарда евра треба да се вложи во инфраструктурата. Значи гасификација на целата држава зборуваме главно за гасоводите кои треба да се доизградат и нови гасоводи. И дополнително на тоа, одговорот на второто прашање е дека гасот за жал или за среќа, сега ќе го дискутираме тоа, нема да е добро решение за загревање на домакинствата. Значителен удел во ова игра енергетската и економската криза, и по едното и по другото прашање, затоа што трошоците кои првично биле предвидувани навистина веќе не се соодветни. Значи зборуваме поради цената на гасот? Не, поради цената воопшто на се, од градба до дополнителни давачки, до трошоци за експроприација, до материјали и така, значи вкупно трошокот за градба расте. А цената на гасот е онаа која е несигурна и која всушност ќе прави проблем дали домакинствата ќе се префрлат или не на грејење на газ. Цената на гасот беше многу нестабилна, дојде многу до високи цени, но потоа се спушти и многу е нестабилна, непредвидлива. За некој да сака да инвестира во целокупна домашна инфраструктура на газ, значи да си ги промени уредите, да плати за приклучок, да ги промени уредите така натаму, навистина треба да биде сигурен дека тоа ќе може да си го дозволи. Цените кои ќе пораснат значително ќе придонесат да се случи истото што кога се случуваше пораст на електричната енергија, па домакинствата си ги вадеа печките на дрва и си ги враќаа назад. Значи не би требало да се случи истото. И она што за нас е главната поента овде е дека не треба да се залетуваме многу со гасификација, затоа што според нас тоа не е трајно решение. Треба да е преодно, требаше да биде преодно во 80-90-тите години. Кога го правеа всушност сите држави, да. Сега веќе е многу доцна и ние не сме толку богата држава да инвестираме многу во гасификационата мрежа за 10 или 20 години да измислуваме други решенија. Да, тоа е отпрлика слично, ова слична аналогија кога зборуваме Скопје дали треба трамвај да се прави, додека други држави прават метро. Да. Но интересен аспект од вашата анализа е за гасификацијата која, ајде да речеме,
малку изненадува дека и не е добро еколошко Да. решение, бидејќи гасот знаеме дека се спомнува како најдобро еколошко гориво. Зошто вашата анализа го покажува спротивното? Па во анализата не требаше да се измислува топла вода да се посочи на тоа што веќе е општ познат факт дека не го гледаме ние гасот како енерген само во нашата држава. Глобално гледано гасот е причинител на така наречената климатска криза. Ако има скептици, гасот емитува многу стакленички гасови и всушност она што бидејќи се базира на метан или главната состојка му е метан. Во целиот процес од производството до искористувањето ние имаме емисии и би требало таквите емисии како што процесот на декарбонизација она што се пропагира на глобално ниво е нешто што треба навистина да го искалкулира фактот дека гасот навистина емитува стакленички гасови, дека ние всушност ако глобално се префрлиме дури и од јаглен на газ, ќе емитуваме многу повеќе стакленички гасови отколку претходно, така што не е тенденцијата да се замени едното со другото, туку тенденцијата треба да биде да се намали што е можно повеќе искористувањето на фосилните горива. И сега, за да дојдеме до тоа, ние не треба сега мегаломански да правиме инфраструктура која ќе го зголеми производството на стакленички гасови. Зошто го велам ова? За жал во Македонија не се знае за што ќе се користи гасот. Тоа е еден проблем што ние исто го увидуваме во ред, доколку државата има навистина јасна стратегија да каже тука и тука, овој гасовод и тоа е тоа. Индустријата, не знам, топлинска енергија, па да, домакинства да. И каде домакинства, не може сегде, не може во секој град, не е дојден. Значи, рационално да направи едно планирање да каже волку и врз база на тоа може да предвиди колку можеме ние да емитуваме, нели, бидејќи ќе го потроши тој газ, значи ќе знае колку ќе го троши и ќе знае колку ќе емитува. Не знаеме ништо и затоа е дискутабилно дали нас ни се потребни нови гасоводи, кога не знаеме на што ќе го користиме. И не знаеме колкав ќе ни биде придонесот на емисии на стакленички гасови. Зборуваме за тоа дека ќе се затвараат капацитетите на јаглен заради тоа што емитуваат во ред, ама што е со гасните капацитети? Така и тоа е едно прашање кое треба да се одговори. До кога може ние да си дозволиме да тие да работат, а да не станат, како го вела тоа, заробени пари. Нели ги инвестирате, градите, давате милиони евра на инфраструктура која за 10 или 20 или 30 години веќе не може да ја користите, а таа треба да ви служи минимум 50. Да, многу зборуваме за забраната на фосилни горива и Македонија има таква стратегија, има одреден рок и до кога рек Битола треба да се затвори, кога треба да премине на употреба на друг тип на гориво, се зборува за гасификација исто за рек Битола, но дали кога зборуваме за фосилни горива, значи ги земаме нафтата, нафтените деривати, јагленот, но дали гасот е фосилно гориво? Се смета ли тој за фосилно гориво? Да, тоа е. Дали зборуваме за истата стратегија? Во истата фамилија. Да. Во истата фамилија. Дали кога Европската унија зборува за стратегија за ограничување или забрана на фосилни горива, зборуваме и за гасот? И доколку е така, зошто кај нас тогаш и за тоа не се зборува? Тоа е многу интересно, зошто кај нас за тоа не се зборува. Сакаме да зборуваме на таа тема. Европа има многу интересна стратегија, сега малку можеби ќе звучи како критика, ама во Германија климатска акција е начинот на кој што ја спроведуваат климатската акција е ги убедуваат луѓето да се откажат од своите бойлери за топла вода на газ. Значи, да престанат да го користат гасот како енергенс. И тоа за нив е акција за заштита на климата, бидејќи ќе користат помалку газ. Кај нас, многу интересно, како кај нас, да речеме, европските банки кои инвестираат во инфраструктурните проекти, се случи една многу интересна работа. Европската инвестициона банка 2 недели пред да стапи на сила нивната нова политика за престанок во инвестиции во фосилни проекти, вклучително и гасификација, го одобри заемот за Македонија за гасоводот од Грција до Македонија. И тоа е многу интересно. Значи, Европска банка, која треба да ги пропагира тие европски принципи, правила и стратегии за декарбонизација, кај нас инвестира, односно ни дава кредит, не задолжува за нов гасовод. Кај нас може би не гледаат дека сме многу назадни и неразвиени и дека сепак гасот
Иако многу доцниме, за нас е следен Може би, чекор. да, дека може би е решение. Јас ја разбирам таа логика. Но како очекуваат во исто време да ги исполниме и целите, и климатските цели, и целите за затварање на капацитете, и целите за комплетно, не знам, трансформација на нашето општество. Ние нема да бидеме во можност тоа да го направиме. И мене исто не ми е јасно кои се тие приоритети, еве, и убаво е што сега ќе имаме нова влада и ќе може да се реобмислат можеби тие приоритети, во кој правец се движиме всушност и како ги вложуваме нашите средства, бидејќи ова се јавни пари. Дали ќе одат за гасификација според оригиналниот план или можеби ќе одат кон нешто друго. Едно од прашањето кое навистина не се одговара цело време, сите зборуваат за потребата за енергија, нели потреба од струја, потреба од газ, така, никој не зборува за заштеда, за енергетската ефикасност. И тоа е едно од главните прашања кои ние го допираме во нашето секојдневно работење, дека енергетската ефикасност е многу потцената. Треба многу да се инвестира во тоа и домакинствата и индустријата да постигнат едно ниво на комплетна заштеда на енергијата пред да размислуваме како ќе ја произведеме. Од еден многу добро изолиран дом не му треба многу енергија за да се затопли. Така што ние одиме чекор понатаму. Ама да се вратам назад на ова прашање, можеби не сме многу развиени. Во исто време од нас се бара да инвестираме многу средства за да ги постигнеме еколошките стандарди. Еве ако зборуваме за заштита на животната средина или не знам изградба на тоа е дел од преговарачката рамка, да. Да, и апсолутно тоа поглавје 27 нас ќе не биде кочница ако не успе, бидејќи не е само законот да се прилагоди, туку треба да инвестираме. Од каде ќе ги најдеме сите тие пари ако се ни отиде во проекти од типот на стари технологии, не знам. А во исто време, може да го решиме едното и другото, со тоа што ќе инвестираме во нови обновливи извори на енергија, ќе го решиме прашањето на енергетско снабдувањето со енергија, ќе можеме да имаме некакви решенија кои не се толку Токму тоа сакав да ве прашам, тогаш кое е решението? Претпоставам дека тоа е во обновливи извори на енергија. Да, и енергетска ефикасност во голем удел. Кога станува збор за домакинствата, сметаме дека апсолутно треба да се инвестира во тоа да се поддржа домакинствата. Над 50% од индивидуалните куќи во Македонија немаат фасада. Значи тоа е тоа е првото нешто што треба да се направи е да се заштеди таа енергија, да не бега. Значи енергетската ефикасност во сите можни сфери треба да се вклопи, да кажам, не само и во јавните објекти. Се примети во Скопје и во поголемите градови дека кога се инвестира во промена на начинот на загревање кај јавните објекти, дека аерозагадувањето се намалува. Кога тоа ќе се направи и на ниво на јавни објекти, индустрија и домакинства, тогаш ќе имаме едно решение во делот на аерозагадувањето. Ама решенијата за загревање мора да бидат, да кажам, базирани на чиста енергија. Нашата анализа малку работеше и околу економските прашања, значи, ако имаме ние волку средства да инвестираме во енергетскиот сектор, зашто би било паметно да ги вложиме? И излезе дека половина од индивидуалните куќи со истите средства можат да си постават фотоволтаик, да бидат буквално независни. Зошто во нашата земја не се пропагираше толку индивидуално независното производство на електрична енергија, нема да го дискутираме сега, ама тоа е едно од решенијата. Че децентрализација, секој сам си поставува складирање на електричната енергија, зборуваме и за индустрија и за домакинства, и инвертерите, значи топлинските пумпи, на принцип воздух исто се одлично решение, особено кога се комбинираат со фотоволтаици. За волја на вистината имаме огромен пораст на фотоволтаици поставени во државата, процентуалност, значи дури имаме и критики дека се поставени премногу. Ама тоа на земјишта, не на кровови. Да, за фотоволтаици како фотоволтаици зборуваме, да. Добро, тоа е индустрија, како инвестиции. Да, инвеститори кои прават струја и прават пари од тоа. Значи вие зборувате за домакинствата. Да, и индустријата како кровни решенија. Да, затоа што таа површина може да се искористи сосема солидно за производство на електрична енергија. Не ни треба нас повеќе простор. Сега не знам дали тоа го има во вашата анализа, но со фотоволтаиците има еден проблем на кој укажуваат енергетските експерти, дека тоа е претежно струја која се произведува преку ден, таа дневна струја, и дека кога се произведува дека тогаш па има
поголемо производство од колку што има потреба на струја и тогаш и таа не може и толку да се продава бидејќи е поевтина, тоа се Добро, ама зборуваме за системи прашања кои се независни, кои не се врзани во системот да мора да ја продавате. Значи вие зборувате за дом, за собствено производство, вашиот систем на грејење во зимскиот период е базиран на фотоволтаици додека имате сонце, кога немате се догревате со малку струја која значително е помала од тоа да се загревате цело време, нели, на инвертер, нели, на струјата од системот. Не мора да враќате назад. Значи, доволно е да станете независни, еве и 6 месеци од годината да сте независни од системот е значителна, да кажам, поддршка и на системот, што не го оптеретувате, и економски и за самото домаќинство. Така што таа инвестиција многу брзо се враќа. Да, ние како држава направивме една стратегија, имаше, тоест најави за огромни инвестиции во ветерни паркови, ништо тоа не се реализира, имаше една тамо помеѓу Куманово и Крива Паланка како најавена огромна инвестиција, не се случи, некои други проекти исто така како да не се реализира и не се ни зборува премногу веќе за таа енергија. Ми се чини кога зборуваме за обновливи извори, само фотоволтаици се зборуваат. А има и други, во последно време. А исто така и рече се да замре истата приказната за мали хидроцентрали, но тоа ми се чини дека тоа е ваша сфера, имаше таму и доста еколошки проблеми односно на реките. Ама и со ветерниците има до некаде. И со ветерниците, да. Заради тоа што ако се поставуваат во предели кои се несоодветни затоа што се значени за птици и за лилјаци, мора да предходи 12-месечен биомониторинг за да се предвиди како, што и така натаму, така што не се многу исклучително лесно решени. Да, тие се подобри кога ќе споредуваме со други технологии, но навистина треба внимателно да се... И фотоволтаиците еднакво се проблематични ако се постават на несоодветно земјиште. Не треба да се постават на земјоделско земјиште, зашто да го губиме, да ја губиме плодната почва. Не треба да се постават во заштитени подрачја, зашто да го загрозуваме, нели, заштитениот свет. Така што многу треба внимателно, ама долго време ние зборуваме, исто Екосвест работи многу на стратешкиот пристап. Ние и претходниот пат кога се работеше стратегијата за енергетика учествувавме, сега во меѓувреме изработивме голем број на документи што можат буквално да се земат и да се применат од изготвувачите на стратегијата, од локациите на фотоволтаиците и ветерните централи. Имаме целокупна таква анализа направена на цела територија, каде се најбезбедните локации за да не си ги загрозуваме плодното земјиште, заштитените подрачја. Еве и оваа студија за гасот исто така е добра придобивка од регулаторната комисија, велеа дека навистина треба да се земе предвид од Македонската академија на науки и уметности, затоа што секоја ваква некоја анализа која ќе ги отвори малку видиците дека можеби не е единствено решение ова и не е, како велат, сребрениот кружок, нема се да се реши. И не се работите црно-бели, баш, како што се представуваат. Да. И затоа има едно прашање кое исто така го опфативме, затоа што сега и Европа, тоа не го кажавме предходно, дека ги промовираат гасните инфраструктури како инфраструктура идна за водород. И сега водородот толку многу добива на внимание дека ќе биде енергенсот на иднината. За жал, скептицизмот е многу голем дека водородот нема комплетно да ги замени другите енергенси, нема да биде лесното решение, апсолутно не е решение за домакинствата. И тука се доведува прашањето дали ние навистина треба да инвестираме толку многу во гасна инфраструктура, не знаејќи што ќе се случи со гасот, не знаејќи што ќе се случи со водородот, без да ги преиспитаме нашите сегашни планови. И нашата препорака е токму тоа, да се преиспита, да се види која е, дали има рационалност во она што го планираме, која ќе биде праксата, која ќе биде насоката и еднаш за секојаш да се реши што е тоа што го правиме, бидејќи за жал во енергетскиот сектор па последните 20 години некако не се јасни плановите. Така, ако можам така да го кажам. Да, лутаме во стратегиите. Не се донесува некоја јасна стратегија која се следи, туку има опција А и Б и В и се тоа може да се заедно. Кога зборувавте дека сте направили анализа на погодни локации за поставување на фотоволтаици и на ветерници, интересна е вашата идеја, на пример, фотоволтаици да се постават на место на напуштени рудници. Да. Тоа е како интересен концепт.
Има ли слух за такво нешто? Дали сте добили Да. некаков фидбек за таа идеја? Апсолутно има слух, она што го знаеме дека веќе имаше еден пилот проект на Осломеј, на стариот рудник и на напуштени земјишта тука во околината на рудникот Осломеј, а сега следните планови се токму во околината на Битола, значи рудниците кои се беа отворени за искористување на лигнитот за рек Битола. Така што тоа е апсолутно решение и се прифаќа како такво и се работи на тоа. Ние сакавме чекор понатаму, не само овие рудници за јаглен, бидејќи знаете како рудниците за јаглен се супер локации затоа што веќе тука е термоелектраната, ги има сите инфраструктури за да може да се оперира тоа како што треба, тука е и персоналот и може да се направи преквалификација и така натаму. Но она што беше по горливо прашање, тоа оние стари напуштени рудници на релативно токсични исто материи, кои бидејќи се во државна сопственост, за жал не се рехабилитирани, не се вратени во некоја состојба за да не шират загадување понатаму и тие се малку по проблематични зашто треба да се направат и некои измени, претпоставувам и законодавството или во подзаконските акти за да може да се направи рехабилитација на земјиштето и потоа да се постават, бидејќи тоа земјиште реално за ништо не може да се Тоа е неискористено, тоа е јалово земјиште, не е ни земјоделско, ни ништо. А е простор кој седи така празен и може слободно да се користи за енергетски проекти и ветерници и фотоволтаици. Добро, за крај, еве, она што всушност ни е целта, што најмногу ни влијае, тоа е загадувањето, аерозагадувањето. Гледаме дека во Скопје, особено, но и во други градови, персистира. Добиваме различни објаснувања, образложени од надлежните, дека тоа се некои индустријски капацитети, дека е согорување на отпад. Имавме, ми се чини дека еден период во Скопје кога и немаше поголемо аерозагадување, тој траеше, но потоа повторно се врати. Имате ли вие некои анализи во тој поглед? Каде е тука проблемот и што тука треба да се направи? Да, има многу и сме дискутирале многу и со надлежните институции до неодамна функционираше и едно посебно тело меѓувладино интерсекторска работна група за аерозагадување, за жал не се возобнови во последните 3-4 години, ако не се лажам. Многу е комплексно прашањето на аерозагадување, бидејќи не е еден извор, не е еден сектор и не е една институција која треба да биде надлежна за тоа. И сега кога имате толку многу непознати во равенката, навистина станува сложено да се реши. Имавме една парадоксална ситуација кога градот Скопје, министерството тогаш има и спротивни анализи сосема за еден објект. Дали има или нема? Значи имавме такви ситуации, Значи, па добро се да не навлегуваме зошто тоа било така. Да, само како пример дека има обврски по закон, или оние планови за управување, има обврски за буџетирање на мерки за намалување на аерозагадувањето, че ова како обврски, има обврски на државата за стратегија за намалување на аерозагадувањето. За жал кај нас, можеби на хартија ќе бидеме добри, ама во пракса ќе потфрламе и тука е тој момент на кога ќе стане тоа од хартија на пракса. Тоа е едната работа. Втората работа, она што го гледаме е дека навистина треба систематски да се работи. Но не е дека една година ако работиме на мерки и засадиме некакво зеленило, дека следната година нема, значи апсолутно не е тоа. Треба постојано 365 дена од годината се работи против аерозагадување. Не само во зима, не само во одредени, секаде, во сите сфери, во сите области. Министерството за внатрешни работи исто мора да учествува во делот на сообраќајот. Значи не може да ја елиминира таа обврска дека тие се должни ако возилото загадува да не му дадат дозвола да вози, нели техничкиот преглед за тоа е, мерењата на емисиите за тоа се, казните за тоа се. Значи има многу, како да кажам, многу слоеви на проблемот. Тоа што според нас исто така беше индикатор дека не се работи на ова поле како што треба и недостатокот на комуникација помеѓу институциите. Тие треба сите заедно да работат на оваа тема. Значи не може да си го ишкаат проблемот, не е мој, туку треба сите заедно да ја преземат одговорноста, средствата, капацитетите и мерките да бидат синхронизирани. И за 10-20 години можеби ќе имаме ефект, но она што сакав да го забележам, што е ситуацијата со Скопје, климата комплетно не се смени. Значи ние имавме во
Скопје зими со магла и со снег, така, мислам сите се сеќаваме на тоа. Сега во јануари имаме сонце и ветер. Во февруари имаме ветер, дождови во март. Значи, нема да биде исто загадувањето, затоа што едноставно климата е различна. И ако дува ветер, нема да стои воздухот. Имавме зими кога, нели, затоа што сме котлина, стои воздухот, имаме загадување. Така што неблагодарно е да се каже сега има помалку загадување од претходно, нели? Или обратно, сега имаме повеќе од претходно, затоа што се е променето. Мора да се вложи исто многу енергија и средства и во научните истражувања. Тоа е нешто што ни недостасува на систематски начин. Претходниот говорник зборуваше за образованието, според нас наука во доменот на заштита на животна средина недостасува во голема мера. Така што тоа е нешто што ќе помогне донесувачите на одлуки да донесат правилни одлуки, бидејќи без факти и без аргументи како носиме одлуки. Да. Добро. Ана Чолвојк Лешовска, ви благодарам за ова интервју, да се надеваме дека еве нешто од ова и ќе допре до надлежните и се разбира дека целта е да имаме поздрава, здрава околина за сите на крајот на криштата, тоа е најважно. Апсолутно да, ние испративме веќе до идната влада некакви препораки, се надеваме на одговорот од нивна страна, затоа што сакаме да го понудиме нашето знаење, експертиза и добра волја да се работи на оваа тема и се надеваме за добра соработка и со Министерството за животна средина. И апсолутно да, се сложувам, ви благодарам на поканата и се надевам на повторна соработка. Да, благодарам уште еднаш и со ова го завршуваме ова Студио 10. Почитувани гледачи, ви благодариме на довербата и на вниманието и останете со програмата на Телевизија 24.